пред една година има во мојот стендап дел за дечињата на ДУИ кои не го положиле ФИС тестот за контролори на летање, а чекаат вработување. Нивниот директор бараше од данците кои што ја тестираат пола Европа за контролори, пазете, да го повторат тестот, ама само за дечињава од ДУИ. И тука немаше дискриминација, не, никако. И данците нормално одбија, зашто не седат во скутот на ДУИ. Ама шо има врска, еве го ДУИ пак сите си ги вработи, без тестирање, без школо, до душа сите од нив пријавиле дека го гледале Топ Ган првиот дел, на времето уште. За вториот Маверик не ни слушнале до душа. Уште го немало на торен за да го симнат. Не им се давало пари за укино, кога можеле нели да го гледаат пиратски онака. На такви ќе им се доверат животите на илјадници луѓе. И после паднал авион со 200 патници, голем ташак, ќе формираат комисија и крив ќе биде кабелот со кој пилотот го полнел телефонот во кабината, иако таков кабел не постои, како што не постои ни фирма што продава легално петарди, ама во овој девети круг на пеколот наречен Северна, со екс-терористите од ДУИ, поддржани од калето и издудлани од СДС, се е можно. Па и овој наш хорор. Јас тогаш се заебавав токму на оваа тема, нели, како што личи на стендапот, дека ако ги вработат, нема пилот што ќе сака да лета на нашево небо, дека патниците во тек на лет ако разберат, дека контролори се од ДУИ без школо, со падобрани ќе скокаат од 9000 метри, или ќе му влезат у кабината на тој пилотот и ќе му речат: брат, аман заман, немој да слеташ у Скопје, подобро слетај во Херсон или Бахмут, само немој у Скопје, таму сме побезбедни Украина ако слеташ. Мислев, нема шанси да ги вработат. Не би ги вработиле ни во Источен Тимор за контролори кога иде цунамито. Ама излезе дека стендапот е секогаш во право и ја кажува нашата ебена реалност. Ги вработија. Нека име со среќа. Сега ќе гледаат во екраните на радарите, мислејќи се дека се на Гран Туризмо и ние ќе јадеме вечна ја памјат. И пак нема да бидат виновни. Партиски слуги од ДУИ никогаш и за ништо не се виновни. Тој или тие слуги од ДУИ се совршени терминатори, Т-800, не уништив. Ништи се. Ја ништи државата, законите, редот по редокот, правилата, буквално се. Сега повеќе не ни вреди ни она, нека ни е Господ на помош. Господ одамна кренал раце од нас. Си ги имате вие СДС, сами си ги гласавте и не мора бе да летате со авион. Имате, кидете со точак, пешки. Ако знаете да пливат, че препливате Атлантски океан, овој Пацифик, све. Возете по новите патишта што ви ги изградија, по автопатот Куманово Охрид, овај Кичево Охрид, топ. Ке скокате ова дупка од Скоп, хоп, 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 како кози ке скокате и ке стигнете до Охрид еден ден, после 3 месеци. И така како што велат босанците, јебо матер своју, ги вработија дунстериве без положен испит, и ќе лета некој од овде со авион? Сте се запрашале? Ке имате храброст да слетате во Скопје или Охрид, особено кога е лошо времето, кога е магла, па и на суво кога е сонце. Што знае бе контролорот ДУИ што е ветер и магла? Да бе, знае. Тоа е кафана со многу добра скара ветер и магла, да. Седи доволно. Вработен си бе брат, би рекол таче главниот циркузант на овој наш нитро циркус, кај што се гине онака лежерно на спиење. Изненада. Не лажам, спија во автобусите, спија во болницата во Тетово, ке спијат и во авионите. Шансите да слетате здрави ви се 50-50. Може ќе слетате, а може и не. Мања веча, црвена-црна. Ке вежбате на покер апаратите на овие фирмите што Артанчо Нежниот им даде лиценци да организираат комар, за да го сузбиете стравот. Мања веча, твоја среќа. Оп, удрив поп, значи ке ми пее вечна ја памјат. Ако мавнеш двојче, тогаш животот ти дал двојка. Пардон, не животот, контролорите на животот. Контрола каже, ко лети, а ко слети на нос. Чутите 20 години на самоволието на ДУИ и нивната така наречена борба за права на албанците. Викате, шо имам ја врска со нив, бе? Тие си се тама у своје табу атари, матари, јас што ќе се секирам со нив, само што сега ќе плаќате скапа цена со животи. Кога тогаш? Правата си ги добија на зија на вашите права.
Со последново вработување на контролориве конечно ќе го изгубите и правото на живот. И малку ви ја да ви кажам, и си викам, колку треба да ти е докурчено од самоволието на ДУИ, да си исплашен, да дадеш оставка од место шеф на контрола на летање. Кој сака да оди во затвор бе невин, ако некој неписмен од ДУИ, например, сруши авион со 200 патници? Легендата на југословенското цивилно летање, пилот со неколку десетици илјади часови летање пред лифт, вака ми рече: "Страф ми е сега, вика, да летам, да идам кај синот у Швајцарија", и кога го праша: "Чекај бе", викам, "како бе, шо ми збориш бе", викам, "ти бе, Жоро? Како бе ти е страв да леташ", викам, "пилот цел живот, тебе ти е страв да леташ? Ме заебаш." "Боже, пази ми", вика, "да летам јас, никад више, а ако треба пешки кидам до Швајцарија, ќе го препливам и Ла-Манш ако треба за во Лондон ако сакам додам на мои години. Ама со овие што не знаат што е летечки коридор со координати и прашање на време кога на исто место ќе се најдат два авиони на иста висина на ова. Да, мој народе, мои македонци, албанци и други овци, сваќате ли со ќутење до каде дојдовме? А вие што патувате далеку пред секој лет, прашајте се во чии раце се вашите мили животи. Може некој продавач на петарди ви е контролор, не се знае. Може некој до вчера што точел боза, што правил тулумби, може и тој да е контролор. Ке летите наместо нагоре, има да летите на кров, и тоа со фактура. Мислам со фрактура. Мислам со многу фрактури. Ако уопште ве најдат. Пред некој ден министерот за унутрашни органи и одвали една огромна мисла достојна за председателски кандидат на екипата во заминување. Рече одважно: "УДБА не постои." Сите го погледнавме онака накриво, а заменикот министер од Doing Business само му се насмеа со крикот: "Хој ти, ле. Ова ој ти, ле, беше само мал крик на накарадната вистина за нашата полиција и нашите служби во Македонија од 45-та до денес, со посебен осврт во последниве 30 години. Се очекуваше само некој ревносен джандар кој не искача од едно место на министерот да крикне: "Сите сме УДБА! УДБА е нашата судба!" Тоа веќе би било прав слоган на право место, затоа што УДБА е длабоко вкоренета во сите нас и таа е дел од македонското генетско наследство, а за албанското па и да не спомењам. Не се, ако за македонецот важи дека има најмногу предавници по глава на жител и дека од тројца македонци едниот е војвода, другиот комита, а третиот кодош, равенката тогаш е многу едноставна. Предавници плюс кодоши еднакво удбаши, цирка пола население му доаѓа тоа. Па како тогаш министре нема УДБА во Македонија кога пола население ти е УДБА бе? Да не зборам од ДУИ што се суди и муди што порано биле на листата на УДБА бе. Ги знаете, сите се правите мутави. И што е својствено за удбаши? За нив е императив се и секого во секое време да продадат заради лична корист, демек штитејќи државата. Дефиниција par excellence. Да повториме. Удбаш е некој кој е подготвен да предаде, искодоши, па дури и лиши од живот и имот друго лице, при тоа бивајќи убеден дека работи за доброто на државата и службите на државата. Ако може ова ви звучи нешто познато, нели? Значи го сменија името во име на државата и службите при тоа се убедени дека го прават тоа за државата, но на штета на другото лице, во случајов народов кој полека го губи и животот и името. Дали лажам? Ја мислам, не. Ај вратите се сега уназад да видите што се ве убедуваа во интерес на државата, а цехот го плаќате вие граѓаните, односно сите ние заедно. Дали државата ви ги плаќа новите пасоши? Јок. Дали губите здравје и пари? Да. Па по што се разликува онаа УДБА од оваа наша црна судба? По ништо.
лоп, 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 машки стап, лоп, 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 машки стап. А плюс, службите си тераат со разни криминалци што добиваат пасоши, па со разни плачовци, палчовци, плачковци, што убиваат деца и кога уште не, кој знае каде ќе заврши таа приказна. Од старите сме слушнале дека некој удбаш го отерал некој чесен човек на Голиоток, само за да му ја напучи жената. Го пратил на Голиоток за да му ја напучи жената. Бе го збарди се додека тој чука камен на Голиоток. Од снимките на Зајко, звани Жуто Комбе, слушнавме како модерните удбаши ги праќаат мажите по задача, додека им ги напучиле жените. Ги сакал ги сотреле, море. Намади на голи мазни бичени, ги клаеле, ги напучиле, Исто бе, исто ко порано, исто фашисти, комунисти, овдека се вика СС, овдека се вика Free Sex. Исто бе, проблемот е што удба живее во секој македонец како варијанта за успех. Така удба ги формираше левите партии во Македонија. Па кога виде дека нема да може вечно да владеат, бидејќи се како штаплери и лопови, ги формираше и десните партии во Македонија, па и партиите на центарот. Ај видете дека во основачкиот одбор на секоја партија во Македонија има по еден удбаш, бивш полицаец, така е модерно да се каже, а ако нема полицаец, има кодош со досие, ако нема кодош, има некој Александар Антич од диаспората, од Швицарска. Сума сумарум, не постои политичар кој не прошол низ рацете на службите, дел нашите, дел од овие од кадето, ама удба си е удба, бе, таа е вечна, неуништива, никој не може да ја напучи удба. Удба ги пучит жените на овие што ги праќат на Голивана, ама удба никој не може да ја напучи, никој. Таа само го напучуит народот кај стигнет. Затоа, министре, сите сме удба, сите сте удба. И знаеш, вистината во што се состои, дека удба се уште постои. Да живе удба! Удба е наша судба. Лап лап лап, машки стап, машки стап. Народ ќе бевме у пичку матар. Од која знаеме за себе сите се плашат од нас, како иначе да ја протолкуваме омразата која имаат кон нас и желбата за асимилација. Народ, еден грст народ и мизерија. 1.300.000 души сме во Македонија, македонци, и еве преку глава уште милиони кусур нека сме по светот. 2 милиона нека сме. 3 милиона луѓе, ама диаспорава не се смета како домаќин што прави белја. Тоа сме ние тукашниве. До нас 3 милиони албанци од Албанија, па 2 милиони косовари, читај пак албанци, значи вкупно 5 милиона, па 11 милиони грци од оздола, па 6 милиони бугари и од горе како шлак на тортата 8 милиона срби. 30 милиони луѓе со уплав од 1.300.000 македонци. Се права да те снема, не признава јазик, нација, држава, сакаат да ти земат. Абе, те вакви сте биле, те северни, те славо македонци, те јужно срби, те бугари, те лево маде бричено, десно маде зараснато, те десно колено, онаа работа на точак и така натаму. Во состојба се црниот ѓавол убрачен креве да го примат само нас да не унесреќат. И си викаш како и си викаш како нормален македонец. Шо им е проблем на луѓево? Шо им е тешко да кажат кој си? Ајде да соработуваме, ајде да се дружиме.
Напротив, нон-стоп некоја шизофренија, некоја психичка состојба на подвоени личности кои официјално глумат, а одвнатре те мразат до коска. И си викаш, работава е за стручен надзор, за конзилиум, психијатри. Нормално не може цели народи да испратиш ти на психијатар, ама ај си викаш, како тоа функционира на поединци, па да споредиме. Еве, кога имаш проблем со контрола на гневот или со омраз, или едноставно си психопат, сакаш некого да уништиш, да го нема, одиш на психијатар. Или не одиш на психијатар. Не ја зимаш терапијата. Имаш проблем? Имаш кираџи во глава, кираџи. Бубите лазат на секое место, буби. Напред, назад, доле, горе, сегде бубите лазат, делириум тременс, нешто, психози. Ама е да видиме како е кога одиш на психијатар. Ке легнеш на тоа креветот, докторов, тука до тебе ке седне, и ти ке почнеш да си раскажуваш што те нервира, што ти фали, овој ти е мали, што чувствуваш, колку ги мразиш македонците. Му кажеш на психијатар, колку ги мразам македонците, само македонците ги мразам поише од жена ми, да. И докторов ке те праша, а да не ти направиле бе нешто тие македонците, кога си бил мал, уште во развој, во пубертет, да не те напучиле овие македонци, бе, толку што ги мразиш, а? И ти ке му речеш на психијатрот, кого бе да го напучиле мене? Да, а тебе, да не те напучиле македонци, колку што ги мразиш многу. Сети сите фрустрации се нели од детството, ако си бил напаствуван, дај кажи си злоупотребуван, кажи си повреден како дете, или посесивен на мајка ти или татко ти, па таму ти се може денешни фрустрации, може би не те напучиле македонци, бе. Татко ти, мајка ти не ти дале да купиш сладолед во лето, кога е најжешко, па фрустрација, траума. Така е барем според Фројд, викаат психијатриве. А овие гешталт психологија па не се многу далеко од тој концепт. И ти сега како грк викаш, ама не ми е бе мене македонецот татко или мајка па да ми е фрустрација од детство. Абе, види, дечки, тебе не ти е, ке ти рече психијатров, ама на твоите предци изгледа им е. Изгледа на овие од околу комшииве уште им држи ќутекот што го јаделе од аце наш големаш, и тоа како народи до ден денес им прави фрустрации, па не може да го пребола 2300 години. Аце, ки знаат како ги напучил, да могу им дошол со валангата, ги пучеле без престан. Абе, око не можеле вака ги држале очите додека ги пучел Аце, вака ги држале очите да не им испаднат, вака, ој ги напучи, бамра, овие очи, вака ги држа да не им испаднат, Аце, мажиш, Така е ако народот се третира како единка на психијатар. Значи, народите околу нас влечат фрустрации од кога биле мали народи, а ние не сме биле народ според нив, а според сите сме биле држава, а тие само биле градови држави. Кикирики борања. Јаделе ќутек бе, ко волу купус, Аце наш ги искинал ко свиња кеса. И шо е за еден ќутек 2300 години, како велат старите, кој ќе ти дојдам таму, ќе те пуштам низ раце, ќе ме паметиш уште 2300 години. Ова е тоа изгледа. Не се сеќаваат бе на тој ќутек и си викаат, дај бе, згази, земи, ограби од кај знаеш, да не се повампират, па после кој ќе се расправа со нив. Нема врска што се помалку, па Јаце беше со 40.000 војска на Гавгамела, па и меба мајка на 200.000 персици. Чекај малку. А зошто бе иранциве немаат фрустрации со нас? Па нели они највише го јаделе ќутекот од Аце. Го јаделе и не бања до душот.
постојат сериозни докази, научни, аргументација, дека може би Таче, Аце ги напучил и иранците у тоа време кои биле персијанци. Може имаат фрустрација иранците, ама си ќутат и почитуваат дека некојаш изеле ќутат. И сите што ни се нафрлаат се на нивна црна листа. Нас што ни се нафрлаат, иранците ги стават на црна листа. Не доживуваат како браќа, како иста крв, исти гени. Што е нормално, ако Аце ги напучил тогаш и нели. Ај сега одете проверете да видите кои народи се на црната листа на овие некогашните персици. Персиците сите околу ги имаат ставено на чекирање, само нас не имаат ставено на нивните црни листи. Па ќе да држи мојава теорија дека добар ќутек држи вода, ама не е работата до тоа. Александар покрај тоа што мавал ќутек, потоа и простувал. Извини, братко, што те напучив вака јако, простено ти е. Па уште бил голем фраер. Кај ги напучил, па после и жените, им ги се женел со нивните жени, да не остане ништо ненапучено. Такви биле македонците во фалангата. Такви биле. Сега може, се ке напучиле. И козите, и магарињата, и кравите, и сите ќе ги напучеле. Папагалите ќе ги напучеле, бе. И тигрите тамо ќе ги напучеле. Не знам. Али имаат тигри, бе, овие тамо во Персија. Во Иран. Бемлига. Значи, се женел со нивните жени на овие што ги победил, нели за да ја поддржи горната теорија на психијаторот дека ние сме ги направиле. Веројатно тамо ни доаѓа нашава скромност. Знаеме дека цел свет сме го направиле. Дека сите ние сме ги правиле. Сите имаат македонски гени. Да. Јапанци, кинези, американци, норвежани, швеѓани, бе. Па тоа се бре, плюкнати македонци, и ги плави, високи тоа, плави очи. Македонци, бе! Чисти! Само немам некои докази дека овој нагоре према Скандинавија тргнал со фалангава. А може тоа го кријат скандинаци, може нив ги напучил. Само не го знае тоа историјата, го скриле тие, ги уништиле тие документи дека тамо им влегол во Осло, во Стокхолм, во Хелсинки. Затоа се вика и стокхолмски синдром, ако се сеќавате на она стокхолмски синдром, да, кога тие се заљубували во душматот и во тој што ги окупирал, што дошол, ем ги окупирал, ем ги напучил, овие напучени ме му кажа, леле, колку сме заљубени, Аце, во тебе, во твојава фаланга, вака никој до сега не напучил. Да. Тоа е стокхолмски синдром. Пардон, може да се каже и СДМовски синдром, затоа што сега овие СДС истото го прават со нивниве окупатори и овие нашиве непријатели што нив ги држат за мадината голи бричени. Исто си ги сакаат. Овие сакаат да ги сотрат, овие си ги сакаат. Стокхолмски синдром, класичен. Ете, зашто сите ги напучивме, сите личат на нас, а ние сме најубави, нели? Не мразат, ама ние ги сакаме, бе. Повеќе ги сакаме од нас, би албанците, и грците, и бугарите, и србите. Ги сакаме, бе, од срце ги сакаме. И покрај се тоа што ни прават. До душа, србиве, да ви кажа, малку се сменија кон нас. Ама па, кога ќе се смени некој, да не ме мрази повеќе, ја како македонец, тоа ми е чудно ко срби, бе, што некако престанаа да не мразат последниве години. И многу така ни се раѓа некој сомнеш, зошто бе повеќе не мразат, ние навикнати сме сите да не мразат. За нас е ненормална ситуација никој да не мрази, некој да не мрази. Не сум навикнат бе некој да ме сака. Тоа е македонски синдром, не стокхолмски. Не сум навикнат некој да ме сака. Што има лошо тоа? Ја душманот
да го сакам, тоа е нормално. Па прашање е и родената жена дали ме сака. Родените деца дали ме сакаат. Затоа, додека не мразат, радувајте се, ве луѓе, некој ве мрази, зашо уште им држи влага тој ќотекот што го јаде од аце наш и што ги напучи пред 2300 години. Кој ќе почна да не сакаат, тогаш треба да ни се запалат црвените сјалички во глава, тогаш сме нафркале. Само еден Господ ќе знае тогаш што е причината што почнале сите да не сакаат. Тоа не е нормална ситуација, македонците, некој да ги сака, особено не соседите. Тие 30 милиона, ние 1.300.000. Абе, се осеќам ко небрусен дијамант. Беш ми матер, кој Елмаз, де?